Над 1000 пациенти во државата се регистрирани како пациенти со ретки болести. Истите се соочуваат со предизвици и бараат можности за олеснување на нивниот начин на живот. Лицата со ретка болест или родители на деца со ретки болести сведочат дека животот е полн со предизвици, иако за дел од нив има терапија, недостасува храна или пак пациентите мора да одат на контрола во главниот град. Се однесува до терапијата, во програмата на Министерство за здравство се набавуваат над 35 лекови, над 60 лекови кои се за околу 35 ретки болести во нашата земја. Значи досега тие што се регистрирани за кои постои лек се обезбедува терапија, се случува да доцне терапија заради тендери, заради набавки, но терапијата е достапна за пациентите со ретки болести. Проблемот е дека не се диспрезира и дека сите мора да патуваат до Скопје и за терапија, и за прегледи, и за било што мора да патуваат до Скопје. Со оглед на тоа што од минатата година го имаме метаболниот скрининг за диагностицирање, рано диагностицирање на фенилкетонуријата, следен чекор би бил набавка на специјална медицинска исхрана, бидејќи оваа ретка диагноза бара посебна медицинска храна која што моментално ја немаме достапна во нашата држава. Со цел одбележување на Светскиот ден на ретките болести 28 февруари, денеска и утре на Медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип се одржува симпозиум со цел рано откривање и соодветно лекување на ретките болести. Днес темата е посветена на новороденечкиот скрининг како организиран општествен напор за препознавање на дел од овие болести уште во самото раѓање и за новитетите од оваа година, вклучувањето на болеста фенилкетонурија во таа листа. Утрешниот ден е посветен на една друга ретка болест која што се вика Алпортов синдром и која што ни представува определен предизвик во периодов. Ова од големо значење и за студентите, бидејќи имаат можност подлабоко да навлезат во животот на луѓето кои живеат со ретки болести. Студентите ова представува уникатна прилика да се запознаат не само со диагностиката и терапијата на овие болести, туку и да продрат малку подлабоко во животот на луѓето кои што секојдневно се среќаваат со предизвици и ограничувања. Секој има своја борба, секој има своја приказна и сметам дека еве вака би допреле и до една поемоционална точка до студентите. Симпозиумот е во организација на студентските организации СОМА и Организацијата за молекуларна медицина при Универзитетот Гоце Делчев од Штип.